Komičen megaherc. Наcija личката, колега Димовски ми сецка слушалките, како си денеска, Жарко? We are on the air, ladies and gents. Значи денеска да најавиме дека е петок, 13 денот на ослободувањето на Скопје и јас и Атанас денеска настапуваме како Драги Шпага и Карло Бос. Денеска е 13 ноември, денот кога Скопје беше ослободено. Да наместите микрофон, јавуваат од режија, одиме во живо и на YouTube можете да не видите на стримот што го објавивме на нашата фан страница, театарка страна, театар комедија. Инаку денеска е петок 13. Тие што имаат страв од 13-ка, научното име е трискаидекафобија, а грчкото име е параскевидекатриофобија. Така да, ако ме разбра некој, се надевам дека ги провери вие термини на Google, не знам, јас ги проверив таму. Инаку денеска, од денеска до крајот на оваа година, тоест до новата година, има уште 49 дена, драги слушатели, а исто така многу интересно е дека хорор филмот Friday the 13th од 1980 година има заработено речиси 40 милиони долари, колку слично колку нашата емисија, драг мој Атанас, од првата сезона. Така е, се наполнивме со пари, а сега уживајте со музика. Ona krka ekstra sim, izgleda moderna Skopjanka. Ona ima puno obleki, pametna je koliko što je ubava. Sad kada igra u disko, Skopjanka. Kada slušam tu zborova, uživa što je glavna, sija poprava frizurata, Skopjanka. Ona se gradi od seljaci, ona pravi lice koga mora, ima položeno vozački ispit, Skopjanka, Skopjanka. Telefonat nije šežok, mirisa na prolet, Skopjanka. Ona me gleda bez da primeti, ona me sluša bez da to zna. Ja se sakam zašto takva, Skopjanka, Skopjanka. Аканакио слушинеа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија.
Уживанција. Како ще рече Ремчито, се е супер. Денеска убав ден, 13 ноември, петок 13, инаку петок 13 за ноември ќе има наредна година, што ќе има петок 13 ноември е 2020, па 2026, па 2037, кој преживе, Причаше. и 2043. А оваа година имавме 3 петок 13, од кои што трите ги фативме ние и си имавме емисија на петок 13. Значи ова ни е јубилеен петок 3-13. 3-13. Да одиме со репертоарот. Значи, вечерва 13-11 петок е представата име. Запамтете, драги слушатели, дека представата нема да почне во 20 часот, туку ќе почне во 20:45 заради оправдани причини. Значи, кој сака да ја гледа име во 8:30 нека биде пред театар и нека си ја гледа представата од 8:45. Следна представа 18:11 среда, значи една од најпродаваните и најпопуларни представи за изминатите 2 години во режија на Сини Шефтимов, драги слушатели, представата Стюардеси. 19:11 четврток име, 25 Хамлет во пикантен сос, 21 нешто пропуштаме, 24 Лисистрата, 26 за секој го има по една, 27 повторно име, 28 нешто пропуштаме. Вие не пропуштајте ништо, набавете си го вашиот билет и уживајте со театар комедија. Инаку да ви кажеме, оваа година театар комедија има реформа, така зборот реформа, не, Да. иновација. Како не е иновација, нешто има во театар комедија, тоа е дека првиот и вториот ред се продаваат по ексклузивна цена од 150 денари, а исто така и предпоследниот и последниот ред. Така да ако побрзате, дојдете, можете да си ги набавите вашите билети. Да, и да не се збуните, не е кај нас таа акција со точак дојди да си добиеш бесплатно, значи тоа е во друг театар. Не Дека сме са тоа бајле ние. дојдоа многу луѓе со точаци, Да. немаме каде да ги ставиме точаците бидејќи сите сцени ни се зафатени, ги ја делиме сцената со албански и турски театар, така да ве молам да не разберете, не можете да доаѓате со точаци во театар комедија. Значи познатиот режисер на хорор филмови Алфред Хичкок и Фидел Кастро се родени на 13 август и тоа во двата случаи станувал збор за петок. Само што Алфред е роден 1899, а Кастро 1926. А денеска ако си во Филаделфија, можеш да се истетовираш за $13 петок 13. Така да ако си будала, одиш во Филаделфија и викаш здраво, сакам да ми истетовирате петок 13, дај $13, еве поели и имаш тетоважа на рамо. И исто така се смета дека Ева му го понудила јаболкото на Адам токму во петок, драги слушатели и гледачи, и дека смртта на Абел била токму во петок. Исто така дека комичен Мегахерц првата емисија беше точно во петок. 13. Така 13. да, сега можеме да одиме со джингл и можеме да одиме со следната рубрика, тоа е нашата пријателка комедија. Нашата пријателка комедија. Светла си е личката колега Тимовски. А време е да го најавиме и нашиот гостин. Тоа е песнописец, музичар, поранешен тенисер, мој постар брат, режисер на представите Стюардеси, не се клади на енглези, станица Љубов, последната шанса, Ник Јарни, Зијан, сомнително лице, Чолак, Синиша Ефтимов. Пау! Добар ден. Добар ден. Како си, Синиша? Прекрасно, благодарам. Да, само што се разбуди некој спие тука во студиото и ме носоче специјално него. Фантастично да има луѓе поглед, баш е убаво овака гледамо. Да, затоа и носиме очила за на сонце, очила. од блесокот е неверојатен. И ја ги носам, али гледам само на јаков сонце, пошто имам фейк стакла и она бода ми е тоа. Синиша, сакам да те прашам, ти си режисер на Стюардеси, не се клади на енглези, стани се љубов, ги прочитавме. Кога ќе промашиш? Па еве сега следно. Следната представа ќе биде промашена од страна на Синиша. Овие се представи, сите се хит. Сите се хит во своите театри каде И што игра. Чолак да не ја заборавиме. Ја кажав? Ја кажа, не ја слушнав, се извинувам. Чолак. Кажи ми, како се снаоѓаш, мислам? Како? Мислиш живот уопште? Да, Океј, не, како правиш бе вакви представи? Не знам бе, поема немам, не знам. Добре, бе, што се зезаме сите и окей. Така. Не сум ја, не е до мене. За малку ќе кажа дека ти си мајстор за бирање на текстови, но додека те гуглав, открив дека во твој интервју имаш кажано дека ти не ги бираш проектите, туку дека цело време те викаат и те Да, бираат. да, Значи да. тука има нешто, не знам што да кажам. Еве и новиот проект. Да, апсолутно, точно така. Точно така. Значи вика вака. Пардон? Ќе славиш 20 години театар оваа година или следната? Па мислам оваа. Мислам дека оваа, да. Што сме 15-та, 16-та? 15-та, 16-та.
16, да. 16-20 години професионална работа у театар, да. 20 години професионална работа. Yes. А Значи роден си? 77. 76. 76. Вау. Малку после земја од тресот. Слушатели. Исто така вика дека и од 96 година си член на PMG, исто случајно те викнале и си Да, влего. случајно, све е случајно, цело време. Нема шанси ова. Значи кој вика дека не постоја случајности, еве жив пример, драги слушатели, дека тоа не е така. И одиме, значи вака, си учел 2 години фармација во средно медицинско училиште. Случајно. Случајно. А средното случајно го киднапирале, го однесле во САД и таму завршил средно образование. Точно. Така, значи случајно е и Синиша гостин кај нас во емисијата на Петов Сосем 13. случајно. Па не, сега, в принцип јас се шетав нешто, кога се слушав музика тука и ве гледам вас двајца да пушите цигара надор, пиете кафе. Викам, ајде да влезам да видам што се дешава. Интересно ви е студио, стварно добро е. Да, многу е добро. Така. Мислам, поготово со нашиот поглед, јас секогаш викам дека ме прави да се чувствувам поголем македонец од што објективно Така, сум. па ете Синиша тука слуша музика. Да, апсолутно. Тука ја стрпи. Обожувам да се шетам покрај ова прекрасно здание и да ги слушам најновите музички изданија на PMG Recordings. Така е, а што вели од режија, мораме да одиме со реклами и се враќаме во студиото повторно со нашиот режисер, омилениот режисер на Скопје и Македонија, Синиша Ефтимов. Радио Слободна Македонија. Нашата пријателка комедија. Нашата пријателка комедија. Така е, до сега разговаравме за скопскиот војници. Скопскиот фестивал што беше вчера, Синиша ни објаснуваше некои проблеми со музичарите, но тоа не е ни важно. Вака да се вратиме со нашиот гостин Синиша Ефтимов. Синиша, ти во Како не е Америка важно, бе? денеска дојдем да ги ренда пеачите од вчера. Синиша, вака во Америка си вежбал тенис. Да. Така, ти си значи поранешен тенисер. Па сега, не сум пронајден тенисер, играв тенис, као клинец. Така. Играв тука, почнав као клинец у југ, престанав доста брзо, пошто она нема везе, после продолжив сам као нешто, со татко ми вежбав, и онда кога отидов у Средна Америка, влегов у тимот на школата, пошто нели школите кај нив имаат одма тимови, и онда играв за нивната школа и освоив тамо некои титули, ама нема Гранд везе. Слем. Освен таму некој Гранд Слем таму. Да, мислам, ништо значајно за да се спомене. Ти си деснак. Десњак. Значи, како тенисот ти помогна во пубертетот? Значи, раката ти беше поспремна. Десанка Шакич и Леванте Десанте се мои добри пријатели од детството, дефинитивно, да. А сега не? Па, почесто, поретко сакам да кажам, али ова изгледа Фройден слип, така да лажам. Така, да, апсолутно. Значи, колку долго можеш да држиш ракет? Например, така да ти рече, држи го, например, 3 сати. Можеш да го држиш 3 сати ракетот? Ти можеш да го држиш 3 сата ракетот? Ја и 3,5 можеш. Ој, ти можам и ја. Да. Можам и ја. Се што можеме ние, може и Синиша. Можев јас, можеше и ти имаше некоја таква така. песна. Значи, Синиша љуби да се изразува со фудбалски речник кога станува збор за театар. Сега ми е јасно зошто колегата Атанас го прави истото, затоа што нели тој е негов постар брат, драги слушатели. Слободно може да се Значи, каже дека Синиша Ефтимов е мој постар брат и сите финти што ги имам научено во изразување кога давам интервјуа ми се од Синиша, еве јавно признам. Значи Точно. се што крадам од Синиша. Апсолутно. Сваќаш. И имаш добар пример, значи следи го. Мислам дека е малку прерано за геј порн, али... Па му викам сега, бе брат, викам, ти го знаеш Синиша повеќе, како викам нешто да ми кажеш. Испе као мене, тоест јас сум искал него, што ме орска, брат. Тере, вика, што ме. Добро, нема проблем. Океј. Вака, ова е чудно прашање. Зошто режија? Па не знаме, добро е, сакам да бидам усенка. Вајеру. Тоа е доста интересно. Исто пак од едно твое интервју имам извадено, значи вика дека сепак ти ги правиш најхитовските представи во последните неколку години во Скопје, а публиката се уште не те знае доволно. Тоа ти годи или не? Па ептен, да. А ептен ти годи. Па да, затоа викаш режисер сум за осенка да видам. Апсолутно да. Добро. Дали некогаш си сакал да бидеш глумец? Мислам, дали од таму нешто со режијата или... Абе, као клинец, ја, в принцип, као глумев, знаеш, пошто играв, бев член на детско драмско студио, Софија, кога Врчаковска при Македонска радио телевизија, и у принцип таму прв пат се споив со било што е, читан збор, драма, театар, радиодрама, водење детски емисии на Скопско радио. Као клинец имаше некоја шарена емисија за деца и такви некои што меѓу другото и јас ги водев, имаше една нај емисија, мислам дека така се викаше. Па онда предавме као да играме
што поголеми, што помали улоги у некои култни ТВ серии македонски. Така. Буша Азбука, Шарам Барам. Значи ти кога беше млад беше Нема. многу популарен. Не баш. Па Буша Азбука не ти донесе слава. Па види, значи мораш да разбереш дека Буша Азбука, ако не слажам 82-ра, значи ја 6, 83-та да била. Појма немам сега, лупам, али тука не иде, значи бев прво, втора и бев фаца кај мене у оделение. Да, тоа сигурно, тоа сигурно. Али она, па кај ти кажам, и дури денеска, баш вчера разговарав со мојата кирка на тема што е тоа селебрити или позната личност у Македонија и најверојатно не се сменило ништо премногу од 82-та до сега, иако медиумите може да те направат на многу поголем хајп у моментов од порано. Али, како да ти кажам, не можеш да бидеш селебрити у Македонија, глупо е. Па глупаво е, Да, да. точно е тоа. Апсолутно точно. Инаку Синиша е женет, има керка и престанете да ги пишувате тие пораки на Facebook. Да, за сите наши фанки Значи нема во моментов. ништо да ви одговориме. Вака, Синиша, дали си ги гледаш представите? Мислам, знам дека си ги гледаш, ама колку често? Например, дали сега си отишол на Па некој... не су било давно, би сакал. Нема, мислам, да, гледам, некад гледам, ама не често, не често. Се сеќам еднаш кога дојде на стюардеси кога беше разочаран дека не била иста представата од како што ја оставил. Па нормално. Би сакал да те прашам за представа, дали имаш омилена представа некој од досегашниот твој опус? Да, стюардеси ми омилен. Извини, јас влегувам во логата Па, на знаеш се. како, секоја ми е омилена у моментот која ја правам. И Да. Она, ке излезе премиера, уште сум со чувството, уште да речем пар недели, 3 недели. И онда више знаеш се гасам од тој филм, идам од друг и онда таа следната што ја правам ми стане омилена. Така не можам да издвојам нешто, сите ми се омилени, она сите ми се драгоцени затоа што од секоја од нив во целото моје творештво сега сум научил доста и цело време учам фактички, она, така да тоа е супер. Кој ти е омилен глумец? Фала. Фала. Значи, јас. Добро, значи од режија ми трепка тука дека мора да одиме песна ова па реклами. Така? Така ми беше Така, напишано. Ќе се вратиме за Ке брзо. одговори Синиша во следната Ето, рубрика ќе кој му е. размислам, бе. Ке А вие размисли кој му е останете со омилен Драги глумец. Шпага и Карло Вос. На вашиот омилен мегахер 96,0. Комичен мегахер. Мегахер. Радио Слободна Македонија. Нашата пријателка комедија. Враќаме во студиото, драги наши слушатели и гледачи. Одлично расположение на петок 13. Поздрав до сите убави дами кои шетаат на петок 13 И- по улиците на Скопје. Поздрав до сите камионџи и таксисти. Така е. И до кројачи. мајсторите кои што го поправаат агрегатот на радиото Слободна Македонија. Така е. Синиша, дали имаш топ 3 текстови кои што сакаш, кои што би сакал во животот да ги изрежираш? Пак е ова као на претходното прашање. Не, мислам, одговорот ќе биде таков. Значи, стално имаш некои топ 3 текстови, али в задње време више немам ни топ 3 текстови, него она, појма немам. Топ 3 луѓе што би сакал да те викнат. Интуиција и момент е упрашање Так. и она, тоа е тоа. Значи, стално имаш нешто од типот, знам вака, знам дека некад во животот треба да работам Чехов, знам дека треба да работам еден Шекспир, Апсолутно. и појма немам. Значи, тука негде завршува причата со топ 3 текстови. Така, да. Добро, ти се уште Да. се уште спаѓаш во младите режисери, така да животот е пред тебе, можеш да сработиш и некој Чехов. Најверојатно и до сега сум имал шанса, ама ево, као што нели спомнавме претходно, ситуацијата со мојата кариера и приказна била стално таква да нешто улетуело и онда ја, знаеш како понекогаш се осеќам као Виктор the Cleaner у Pulp Fiction. И тоа е тоа. Кога спомна филм, дали сакаш да гледаш The Cleaner, Синиша The Cleaner. Дали сакаш да гледаш филмови, серии? Уф, цело време, да. Да? Да. Апсолутно ето. Ти? Не. Јас не гледам филмови. Така ми сте седнати како гости двајцата некако и добро дојдовте во студиото. Инаку на радио слушаме во нашата емисија денеска PMG, каде што Синише беше дел, дека PMG сега конечно се распадна. Како? Не сте распаднати? не сте, да, Си така извинувам, не кој ги мислам, пише да. овие сценарија, бе? Кој ги пише овие глупости? Океј, омилен глумец. Мислам, не Значи, можам да сватам. Поздрав до Поздрав. сите луѓе што ни мафтаат.
Антонио. Антонио, го барат Не знам, Антонио ние сме кај во нас живо на прозор. емисија. Во живо поздрав до Поздрав до нашата вас. гледачка и Значи слушателка. Антонио и емисија. Антонио. Емисија. Синиша, се извинам за интераптот, ова ми. Статистите покасно поштете ги. Покасно, тераме во живо емисија. Да, Ви благодариме. Вака, која ти е омилена ствар од последниот албум? И како се вика последниот албум и кажи ни нешто за последниот албум. Хајде. Па не, види се, распаднавме. Последниот албум, како се викаше? 80. Еј, 80, да. 80 е лудил албум, мислам дека до сега музички најзрел наш албум. И супер ни иде, одлично пројде албумот за промена. Дури низ цела Македонија. Така Фантастично, супер, фантастично. Да. Омилена песна Граѓанин на светот. Граѓанин на светот, моја милена песна на Синиша. Работите на нов материјал? Секогаш. Така? Секогаш се работи на нов материјал. Случајно работиме на нов материјал. Ти си Ниша свириш гитара во бендот, така? Свирам гитара. А дали освен гитара нешто друго си свиркаш по дома? Освен суста што се посвирнуваш нормално. Не ги кажи сите работи. Па, не, најбоље не. Не, значи, дали свирам нешто друго? Свирам, све свирам. Од све помалце, а? Да. Укулеле. Укулеле највише. Да. Омилена песна од Кукулеле песна. немаш, знам. Океј. Да. Не сум ја гледал, не знам, немам Јас исто коментар. не можам да кажам пошто ја немам гледано. Јас ја гледав ужасно, ја морам да кажам вака јавно, срамота. Значи голем поздрав. До срамо. Знаеш што е заебанцијата? Пардон. Значи не е заебанцијата затоа што ќе ме цензурираат. Лошото е тоа што немаме други па за да ги споредуваме. Тоа е многу поразително. Имаме со што да споредуваме, фала Богу сега, мислам, имаш увид во целата светска продукција, така да што знам ја. Да, апсолутно да, само тоа е тоа, кога во моментов немаш друго актуелно кај нас, тоа е што значи не може. Опа, ми стигна поздрав од Илија, Андреј и Даре до нашата емисија Комичен Мегахерц. Поздрав до нашиот театар назад за сите кои што не слушате. Престанете да не поздравувате, нема да ви враќаме поздрав веќе во емисија, ова не е поздрави и честитки. Се шалам, добро се е. наѓутија. И отпуштене од работа. Вака, дали е вистина дека некогаш сам си ги купуваш билетите за твоите представи? Да, секогаш. Да, дека прават далавера дека секогаш биле полни. Јас знам дека ти Не, некогаш вака, ова е реалната ситуација. Значи, у принцип, мои представи се продаваат 50%, да речеме, знаеш? 50% сам си ги купуваш. Доаѓам ги докупувам картиви и делам низ град и пуна. Па да. Тоа. Дали си свирил во други бендови освен PMG? Па да, нема везе, значи PNG е цела банда, една составена од милион луѓе и она поставите различни се менуваат цело време, меѓутоа има еден кор на луѓе кои што е секојаш тука и онда понекогаш знаеме да настапуваме и под други имиња, меѓутоа се работи за истите луѓе. Окей. твојот идол Златко Славенски во едно интервју вели дека си го подсекал на него во младоста. Што сега се ова да кажеш? Пак ќе мора да го прашам до него. Поздрав до мојот професор Златко Славенски. Добро, не знам тоа го прашам. Пардон, сега е професор во моментот кога ние се запознававме. Реално Златко Славенски е најзаслужен зашто јас дипломирав. Тој тогаш му беше асистент на мојот вистински професор Слободан Нунковски. Ја правев доста голема пауза на ФДУ и Златко беше тој кој што ми се јави и ми рече ајде, не зезај, као дој врати се, срамота е ти да немаш диплома. И се вратив и дипломирав. Значи, благодарение на Златко Славенски, идолот на Синиша заврши факултет. Поздрав, значи ми е од режија да не се мрдаш многу затоа што одиме во живо. во живо на ваквите овие. На тука што не снимаат. Камерите на да. YouTube. Поздрав до Како сите се убави вика? дами што не гледаат. И од мене поздрав до сите убави дами што не гледаат. Не, Да ги извадам раците од джипове. Не валјда нешто многу, немам појма. Да не те пошто се мрда тоа главичката горе. Добро, се мрда главичката и доле, ама нема врска никаква тоа. Повелијата нас. Не знам дека е малце рано за геј порно, али? Да. Ве оставиш 2 секунди гледа во текстот и одма се смени емисијата. Рече гледа серија, дали си ја гледал Game of Bones? Па не, значи не се наозев на тој хајп да бидам искрен. Али знаеш што гледав? Мистер Робот. Да. Да, Мистер Робот е прва лига. Поздрав до сите мафијаши што не поздравуваат со пиштол. Не знам зашто со пиштол не поздравуваат. Намерно ми правите дистракција Така. да не може Мајстори. да мисла. Добро. Вака, алтернатив. Не. Пак, Се добро. извинувам, не сме, само ќе ставам на чарите да не забележат во очите. Вака, алтернативен театар работевте, станица 26.
Добро. Станица Љубов. Станица Љубов. Станица Љубов, да. Како е како искуство? Мислам ти имаш работена алтернатива до сега, така? Претходно? Да. Ви како беше процесот, нешто за процесот да ни кажеш? Запрос. Следната емисија Нема! само Жарко. Како е да се работи со Тино и со Атанас Синиша? Тешко многу. Тешко, а? Ужас. Добро, значи ние треба да одиме со реклами и се враќаме со светот на бајките. И со песна. Ајмо. Тантаран. Радио Слободна Македонија. Во светот на бајките. Цицам палец. Едно девојче, Тина, лоша навика има. Палецот в уста го става, тоа е во незината глава. Кога беше бебе Тина, од чише со цуцла млеко пиеше, а потоа со цуцлата в уста, сладко и мирно си заспиваше. Но еден ден цуцлата мама в корпа ја фрли. Мамо! Се прашуваше постојано Тина што направи мамалина. Кога првото запче и никна, Тина палецот в уста го пикна. Иако мама и рече дека греши, таа мислеше проблемот така ќе го реши. И од тогаш постојано се така кога нешто не и годи, кога нешто не сака, со палецот ја делеше својата мака. Но еден убав ден, кога се беше весело, пчелката ја боцна, кисело, добро, и таа не на показалецот, туку право на палецот. И сега не можеше Тина в уста прстот да го стави, се вртеше, се чудеше што ли да прави. Тогаш мама нежно и рече дека тоа малку ке ја пече. Заборави Тинче на навиката пуста, не ставај го веќе палецот в уста. Тогаш свати што правила Тина. Тогаш свати, така тогаш свати што правеше Тина и заблагодари на мама Лина. Ке заборави на навиката лоша без мака да цицам палец, веќе нема да сакам. Секој проблем може да биде помал ако се подели на два еднакви дела. Мама и Тина заедно го поделија, навиката ја снема, се реши цела. Задоволната Тина во собата си седи, на палецот не мисли, играчки си реди. Добро, проблемот сега веќе го нема, пчелката со себе го однесе, го зема. Ова е серија навики, ова е една од тие серии. Цицам палец, многу јадам, мочкам в кревет, грицкам ногти, копнем да земам и лажам. И сега како родител Синиша ќе го прочита пораката до родителите? Да, порака до родителите. Од доброто подобро има, од лесното полесно има. Тешкото некогаш те става во тесно, со проблемите не е лесно. Ако детето проблем има, а за тоа самото свесно не е, проблемот треба да се открие, а родителот треба да знае. Тоа нема долго да трае. Исто така многу е битно проблемот да се реши итно. Порака од твој ред. Прочитам што еднаш и пази. Исто така многу е битно проблемот да се реши итно. Не со сила, туку со разговор и со разумен договор. Апсолутно да. Компромис! Значи Европската унија има замешано прсти во бајките за деца. Фантастично. Што ќе каже за нашата бајка Синиша? Прекрасна бајка, навистина, одамна не сум читал волку интересно четиво. Можеби ова ќе би мојот следен проект. Случајно Синиша режира во некој од нашите театри. Цицам палец. Цицам палец. Поздрав до мама Тина таму. Јас би сакала ако можеш да ја отвориш камерите, дали ќе може да ја фатат сликата на мама. Отвори ја мама да ја видат. Мама, ама чекај да избереме само добра нека. Само сликата да ја Најдобра избереме. Не, Таа со наочарите, јас мислам дека. Мислам дека таа е најдобра исто, Да, тука се некаде нашите. Еве, Мама. значи еве бајките за деца, драги мои. Ете така, ви благодариме. Значи бајки за Уште еднаш да покажеме. Пардон, уште еднаш да покажеме. Се извинувам, не било фатено. Еве, мама со ночери, хипстерка. Стои, јас гледам од тука. Гледаш ли ти мира, таму? опа, еве зум. Одлично. Значи, Синиша е компетентен да каже, јас читам бајки на мајки. Така, значи во рубриката бајки на мајки Синиша Ефтимов, нашиот драг. Поздрав до сите средношколки што проаѓаат покрај нашето радио. Дали сакаш да читаш бајки? На мајки? Да. Бајки. Добро. Како мал ти читале бајки?
Сега многу сериозно. Да, па мислам дека сам сум читал. Најверојатно и ми читале, ама не се сеќавам на тоа, многу сум бил мал. Се сеќавам кога ја почнав да читам и читав доста бајки. Омилена бајка од детството? Поема немам, стварно поема немам. Омилена мајка. Омилена мајка ми. Мајка ми дефинитивно Светлана. Поздрав до сите што не Сакам да те слушаат. прашам како поискусен, каков совет би им дал на младите глумици? Да веруваат во себе. Така, значи најважно е да верувате во себе. Што би рекол Синиша Евтимов, роден 1976. Верувам во Бога, слушај го мојот Бог и дојди посвири на мојот рок. Репликата на Атанас во На една реплика. Бенедикт во многу време за ништо вие Апсолутно. одете набавете си го вашиот како бе се каже? Набавете си го вашиот Набавете билет. си го вашиот билет во театар комедија. И дојдете да гледате. Добро, твиташ, имаш социјални на социјалните мрежи активен си навици. на Не сум ја толку активен, имам Twitter профил, углавном ретвитам ствари кои имам стварно нешто да кажам, ќе кажам, али ретко е тоа. така. Добро, можеме да одиме со джингл и со нашата последна рубрика Трач Да, рубрика. само да го прашам Синиша, се извинувам пошто имам уште малку време да полафиме. Следно што ќе работиш Синиша, дали можеш да ни откриеш? Така. Ексклузивно овде, а? Ексклузивно, да. Добро. Сасвим случајно, нели? Сосем во случајно. терминот на театар комедија. Да. Па ништо, ете, ќе работиме заедно сите од представа во театарот комедија. Треба да започнеме со проби некаде во средината на декември. Здраве Боже, таму негде на средината на февруари премиера. Еден многу интересен текст. Може би на гледачите, за да не околишеме и да не објаснуваме, значи текстот се вика Дамите бираат, или во оригинален наслов Ladies First, меѓутоа секако ова ништо нема да изначи, нити пак некој мало сиже ако раскажам овде, што нема да го направам. Нема, Така, да. Меѓутоа, она што најмногу може да ги заинтригира сите ваши слушатели или посетители на театар комедија е дека според овој текст е направен култниот филм Full Monty, кој што беше прилично успешен во 90-те години. Ако се уште не знаете за што стана збор, попросто не да кажам, имаме 5 другари кои ќе станат стрипери на сцена, а сите вие ќе имате чест тоа да го гледате. Дамите бираат во најава Така е, ексклузивно значи. во комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц 96-тиот. Кома нула! Комичен мегахерц. Слушајте во боја, драги слушатели. Во прилеп можете да не слушате на 89,9. Ви благодарам. Добро, јата нас не слушаат другите градови. Добро, само да кажам и за Крива Паланка. Во Крива Паланка, те молам, Жарко, да ги поздравам од Крива Паланка 91,3. Пуштете во Крива Паланка. И да ја поздравиме цела диаспора која што не слуша и не гледа во моментов од сите страни на светот. Така е, нима на YouTube. Поздрав и сега? до Струмица. И до Струмица. 89,9. 89. Да, поздрав до Струмица. Го искористи Нашла сукнарот. мила мала Струмца, одиме со джингл, драга режија. Леле, Трач рубрика. Светна си ја личката, тоа И значи on дека here tonight. силно светнал денот на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, а сосем случајно и петок 13. Поздрави се Ноември. сите повозрасни и поминувачи покрај студиото. Апсолутно и до сите мајстори кои што ги има се повеќе за еден агрегат. Македон Бетон. И до Македон Бетон, Не поздрав. правиме реклами, Или не правиме не реклами, правиме добро. реклами. Јас само читам тоа што пише пред мене. Ево, моментов има, така. јас видиш дека се движи тоа. Ова беше последната емисија на Комичен мегахерц. Синиша уништи се што градевме до сега. Ни беше мило и Благодариме. драго. Ко преживи причаче. Значи ова сме трач рубрика, полека, сега интересно. Синиш, имаш ли некој трач? Или да почнеме ние со нашите, па може ќе бидеш инспириран? Па не знам бе трачеви, јас стварно не знам, али ајде вие почнете, па ја може ќе улетам. Јас имам еден трач, Жарко, тоа е Повери. дека актерката Драгана Костадиновска е во тајна врска со актерот Филип Трајковиќ. Мала пауза да се конзумиша ова Heavy сето. duty. Вау. Значи врло интересантно, како би Тоа е добро, трач. добро, да. Луѓето сакаат да слушнат трач. Па да, Бог некогаш не носи на чудни патишта, да. Апсолутно е така. Да, поздрав до камерите. Да, исто имам уште еден дека Рубен Смуратовски станал пиар на Елена Велевска, таа е фолк пејачка, не знам што се случува со луѓето, но сепак пиарот е многу битен. Не слушнав убаво. И јас исто не слушнав, поздрав од режија имавме мал, кажи?
Да. Долгогодишен фан и наскоро стана, мислам сега конечно стана пиар на Елена Велеска. Се надам дека ќе ја продава добро во Австралија. Рубенс е фантастичен пиар и на нашиот театар. Во новата представа игра главната улога на Никодим во Господарот на кукавицата во режија на Андре Цветановски, што ќе може да погледнете до 9 декември. Се надеваме. Ама брзо го Голем кажа. поздрав, а исто така мислам не 8 пиар ќе биде и клавирист, значи тој ќе седи позади неј ќе свири на сайзер со една рака. Елена Велеска бенд. Сука во оваа улога Рубенс би бил бенд. Да. Со Си мисли викање. некој ти твој трач? Па не знам, стварно не знам, не трача Некој трач за маната нешто. За мната трач, појма немам, човече. Не. За мната нема трача и се е вистина. Зманата, не, немој таму, не. Не дирај кај што спавамо. Не знам што не беше знам. оваа реплика од некој филм. Не дирај лава док спава. Док спава, да. Дали би си истетовирал Синича некојаш? Никогаш. Никогаш. Па никад не се наложив на тоа, појма немам. Не знам. Валјда имаш некој однос со тоа или го сагаш или не. Ја немам никаков однос према тоа, а в принцип не знам ни што би истетовирал, што е тоа толку значено за да го залепам на мене да ми дреме тука. Тино цело Јатанас. Тоа беше вредно размишлување. Ова се веќе клизачи инаку си. Ова е добра за размишлење, више. Тино Јатанас. Не, Атана си Тино кој тетовираш. Ајта. Ајта. Леле, језиво е. Ајта. Језиво е, да. Инаку Синиша кога играме фудбал игра позицијата на деструктивец, тоа значи човекот пред одбраната и измеѓу средниот ред и одбраната, што ги врзува. Така. Па Сврзано добро, под да, кило. али поише сакам фулбек да играм, во принцип. Фулбек. Кога бев помал, кога бев побрз, помлад сакав да кажам. Инаку е роден 1976. Сакав да играм на крило, лево, десно крило, Да. али буквално целата страна, значи фулбек, од одбрана па на кај напад. Тоа е многу интересно. Жарко, тоа е делот каде што Да, бек, јас да, оди да во објаснам, напад и да, помага потоа. на напаѓачите. Така. Тоа е она со нозе што се игра фудбалот, така? Да. Инаку додека сме во трач рубрика, Игор Стојчевски е виден во коцкарница. Тоа се не кажувајте ништо за За ова. женскиот пол не кажуваме во која коцкарница, не правиме реклами, но најдете го Игор Стојчевски во коцкарниците низ градот. Мене ми е многу жал што морам да ве прекинам, времето не гази, драги слушатели. Ние сега ќе се одјавиме од нашата емисија, значи денес со вас беа Драги Шпага и Карло Бос. И нивниот омилен гостин Синиша Евтимов, кој што ќе им биде колега во следниот филм. Ете ти трач. Чао. Добро, значи, ова беше Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Димовски Жарко. Датум на емитување на емисијата 13.11.2015. Апсолутно, продукција Радио Слободна Македонија. Драги мои, останете така, бидете така, слушајте македонска музика, слушајте PMG и сакајте се. И одете во театар. Синиша, ти благодариме што ни беше гостин. Благодарам и на вас за прекрасното гостопримство. Чао! Комичен мегахерц. Скопје 96 FM. Точно е 13 часот. Радио Слободна Македонија. Вести